Високите цени на основните продукти и се потешкиот пристап до нив не се единствениот проблем за граѓаните. Заедно со нив проблем е и нивниот квалитет. Рекламациите се чести и тие се однесуваат на изминат рок, несоодветна декларација, но и индустријски пропусти опасни по здравјето. Крајно сум изненаден отколку вчера во лебот кој го купив наидов на парче пластика. Не знам дали ова е случајно или не, но за мене ова е недозволиво. Од сега ќе внимавам на се, а апелирам и на другите да внимаваат што купуваат и што јадат. Реагира гледач на ТВ Стар. Реакцијата на нашиот гледач не е осамена бидејќи во хаосот со цени и секаква понуда, неквалитетот често е очигледен. Во квалитетот на храната? Не, Зошто? затоа што ништо не е веќе природно, се е шприцано. Не верувам, не. Не е таа храна како едно време што имаше. Му некој верувам, му некој не. Од Организацијата на потрошувачи исто така потврдуваат дека реакции на квалитетот на производите има поради што на граѓаните им препорачуваат. Значи, во принцип, за се што се однесува на храна, констатирано е нели проблем, најдено е парче пластика во левот, граѓаните би требало да се обратат до Агенцијата за храна и ветеринарство, која има надзор да го контролира законот за безбедност на храна, бидејќи во овој случај се работи за небезбеден производ, бидејќи нели тоа конкретно со фирмата, од каде е тој леп набавен, за да можат инспекторите за храна директно таму да направат контрола на стандардите хигиенски што ги имаат за производство на тој леп. Само пред неколку дена владата усвои предлог закон за заштита на потрошувачите од шпекулантско и трговски неморално покачување на цените. Но сега можеби државата поенергично мора да реагира и во однос на квалитетот кој производителите и трговците го нудат.